Познатите антикоагуланси Клексан и Надропарин преминуваат на позитивна листа, изјави денес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. До крајот на ноември овие два лека ќе бидат достапни во аптеката на рецепта. Имаме двојна добивка, граѓаните, пациентите не ќе мора да се мотретираат по шалтери за да ги рефундираат средствата за овие лекови, ќе имат полесен пристап до лековите. Второто е дека ние ќе имаме помал притисок за работа и ќе можеме да се концентрираме на други прашања. Значи добивката е двострана. Ова е уште еден чекор на префрлање на лекови од болничката листа на аптекарската листа по претходниот, а ќе следат и нови чекори. Јас веќе неколку пати најавив дека фокусот во оваа фаза се антикоагуланси, бидејќи третираат еден широк спектар на граѓани или пациенти лица кои имаат потреба. Клековски најави нова проценка на здравствените осигуреници кои не се во работен однос, а се дел од сивата економија или живеат во странство. Значи целта не е да се укине здравственото осигурување, туку да воспоставиме фер и праведен однос, да бесплатна здравствена заштита има за луѓето што навистина немаат приходи, меѓутоа оние што остваруваат приходи во сива економија или надвор од Македонија, најдеме начин да го стесниме просторот за овие злоупотреби. Можната штета тука е по две основи, условно да кажам, тоа е дека се оштетува буџетот бидејќи се обезбедува бесплатна здравствена заштита за луѓе кои може да си допуштат да платат, и второ дека ние имаме број на осигуреници кој не е реален во основа, а ние ги исплаќаме капитациите за матични лекари врз основа на тој број.